полицијата по правило изгледа незадоволна. Знави стандардите и се пребаваме. Секој си ги најде своите аргументи. Но така и ние повече повече. Иначе, што се однесува до овој ребаланс, мене лично ми е преоптимистичен, нереален и неостварен. Колко е тоа што намалувањето е 52 милиони, мислам дека тоа не беше наставниот бюджет, мислам за имаме оствареност над 80% на крајот на годината на бюджетот за 2014 година. Минимум овој ребаланс требаше да ги намали очекуваните приходи за 100 милиони. Иначе општина Битола веќе 2 години поред преживува осна буџетска година. Иако пред точно 11 месеци, односно на 30 октомври на 11-та седмица на Совет, градоначалникот Талевски ја најави 2014 година како година на големи инфраструктурни инвестиции пред се во поранешната сама. Пред точно 11 месеци на 11-та седмица на Совет, 30 октомври 2013 година, градоначалникот Талевски ја најави 2014 година како година на големи инфраструктурни инвестиции пред се во поранешната каса. И тогаш рече, во идниот период, 2014 година, влегуваме со сите завршени елаборати, тендери и слично, и сметам дека следната сезона тоа ќе представува големо градилиште кое треба да им помогне на луѓето да ги средат сопствените објекти. Тука пише поправок на поранешната каса. Значи градоначалникот најави изградба на улици, патишта, канализации и водоводи, но тоа беше лани. Денес Талевски и така скромните средства за таа намена ги намалува за дополнителни 11%. Односно 303 милиони на 270 милиони денари, пред се во ставката 482 други градежни објекти. Причината е едноставна. Општина Битола веќе 2 години поред се соочува со се попразен оставен буџет, пред се заради намалените приходи од продажбата на градежно земјиште на доместокот за уредување на градежно земјиште. Бројките се немилосърдни и ја потврдуваат следната тенденција. Ако во 2012 година само градежно земјиште, продажба на градежно земјиште, општината заработи 83 милиони денари, во 2013 година таа бројка се истопи на 23,5 милиони денари. За оваа година очекуваниот реален приход да се движи околу 10 до 15 милиони денари. Слична е состојбата и со надоместокот за уредување на градежно земјиште, кој во 2012 година ни донесе дури 136 милиони денари, кој падна на 87 милиони во 2013 за на крајот од 2014 година реално очекувам да се реализираат само 50 милиони денари. Морам да напоменам дека моите проекции пред се во приходните ставки продажба на градежно земјиште и недоместно за уредување на градежно земјиште се далеко по-песимистички од ребалансираните и се темелат на остварените приходи во првите 8 месеци од оваа година. За жал, вкупната градежна активност на општина Битола е во слободен пат и затоа не би требало да го обидуваме приватниот сектор, бидејќи вината е исклучиво од локалната власт. Доказ за тоа се следните показатели. За изград и реконструкција на улици, патишта, водоводи, канализација, енергетски објекти. Во 2012 година општината потроши 271 милион денари.
2013-та потроши многу помалку, само 199 милиони денари, а во 2014-та очекувам дека оваа сума нема да биде поголема од 180 милиони денари. Која? Ако поранешната касарна навистина станеше инфраструктурно градилиште како што најавуваше градоначалникот, тогаш немаше да ни пропаѓаат јавните објави за продажба на градежно земјиште и интересот на граѓаните за стамбен простор во тој дел од градот ќе беше многу богат. Сега, немањето инвестиции од страна на општината, повлекува незаинтересираност и индиферентност од страна на граѓаните, бидејќи никој не сака да купи стамбен простор во кој нема услови за живот. Заклучокот е јасен. Со својата неспособност Сталин успеа златната кокошка да ја претвори во печено пиле, кое со сласт го изедовме во изминатиот период, со што поранешната касарна ја претвори во непривлечна инвестициона дестинација во која нема нови инвеститори. Конечно, немањето јасна визија од страна на градоначалникот најдобро го илустрираат и следните ребалансирани програми за инфраструктурно уредување на поранешната касарна. За изградба и реконструкција на локални улици и патиште беа планирани 13 милиони денари, сега се предвидуваат само 2 милиони денари. За изградба на улично осветлување сумата е намалена од 4,8 на само 1,5 милиони денари, додека за водовод и канализација остануваат предвидените 18 милиони денари, што представува само капка во море, имајќи во предвид дека деталните урбанистички планови АРМ 1 и 2 се протегаат на 70 хектари. На крајот, би сакал да завршам со една констатација. Само китајски зборот визија се римува со зборот кредит. Само не сум сигурен дека таа песна во следниот период ќе стане хит меѓу жителите на општина Титово. Сонја Кревашка.